Здраво на сите и добро дојдовте во кратки библиски коментари, каде што денеска ќе погледнеме еден стих од Библијата и ќе се обидеме да разбереме што Бог мислел со она што Бог го рекол. Така да ќе ве замолам, ако сакате да ги отворите вашите Библии на самиот почеток во книгата на Создание или Постанок или Битие, да отидеме во третата глава, 21 стих. Значи, 21 стих, вака вели: а Господ Бог им направи на Адам и на неговата жена облеки од коза и ги облече во нив. Прашањето е што се случи тука, што се случи тогаш кога во овој стих ни вели: а Господ Бог им направи на Адам и на неговата жена облеки од коза и ги облече во нив. Што се случи и зашто е тоа важно? Дали е малку важно или е многу важно? Она што го имаме тука, ако сакате, можете да си запишете дека тоа е првата најверојатно Божја манифестација на неговата милост и благодат према човекот. Во Битие, во оваат поглаве, третото поглаве ни го објаснува падот на човекот. Тука во третото поглаве ние го гледаме падот на Адам и Ема. Тука се објаснува како Адам и Ема не го послушаа Бога. Со тоа го донесоа гревот во светот, смрт, болести и сите последици од гревот во светот. Ги гледаме на самиот почеток, од кога паднале Адам и Ема, како они се обвинуваат еден со друг пред Бога, не ја преземат одговорноста, се обвинуваат меѓусебно, па дури и самиот ѓавол. Сега да не одиме во тие стихови, ако го читате падот на Адам и Ема, ќе видите дека кога Ема го вкусила тој плод од кој што им и било забрането да го јаде, кога Бог ја прашува Ева зашто го направи тоа, Ева одговара: змијата ме натера. После тоа ние гледаме во истото поглаве, кога Бог се обрнува према Адам, Бог го прашува и Адам: зашто го направи ти тоа? Зашто вкуси од забранатиот плод? Адам одговара: жената која ми ја даде ти ме натера на тоа. Фактички, на самиот почеток ние со падот, кога Адам и Ема погрешиле пред Бога, гледаме моментално менување на нивната човечка природа, која станала несовршена, станала прљава поради гревот, и онма на самиот почеток ние гледаме како они еден со друг се обвинуваат. Дури, за жал, и самиот Адам, он не ја криви жената дека она го натерала, туку на Бог му одговара: жената која ми ја даде ти, она ме натера, ди речи: Боже, ти си крив за тоа каде што сум сега јас. Така да, во оваа глава или поглаве од Библијата ја гледаме темнината која дошла во светот. Гревот влезе во светот, но низ целата глава гледаме и нешто тотално друго. Божја манифестација на неговата милост. Како, например, во стиховите од 1 до 7, нема да ги читам, не го послуша Бога,
во второто поглавје Бог им каза и на Адам и на Ема, фактички повеќе на Адам, како човек кој што треба да води својата сена, му отказа: денот кој ќе вкусиш од тој плод, ќе умреш. Двајцата не послуша и умра веднаш. Не физички, туку духовно. Бог им дозволи да живеат физички, и тоа подолго, преку 900 години. Тоа е манифестација на Божјата милост. Во стиховите од 8 до 13, иако беа Адам и Ева духовно мртви, Бог дојде кај нив. Пак тоа е милост. Заслужува моментална совршена осуда од Бог. Исто како кога ангелите кои се побунтува против Бога со Луцифер, кој што после тоа стана Сатана, добија моментален суд, истиот суд го заслужува Адам и Ева. Но не, Бог дојде кај нив и тоа се вика Божја манифестација на неговата милост. Наместо да ги уништи, Бог се обиде да извлече од нив исповед, да се исповеда дека грешеле, но не. Како што спомнав, претходно они се обвинуваа, Ева ја обвинуваше Сатаната, а нам го обвинуваше Бог, дека Бог е крив за жената која што он му ја дал. Во стих 15, кога Бог го проколна Сатаната, на крајот од стихот гледаме ветување дека преку семето на жената ќе дојде Месијата или Спасителот, кој ќе ја поништи клетвата и ќе ја здроби главата на Сатаната. Пак, тука гледаме божанска манифестација на Божјата милост во темнината која Адам и Ева ја донеса. Во 16 стих гледаме дека Бог и вика на Ема дека секоја жена со болки ќе биде при раѓање. Сепак Бог дозволи да има деца и пак ќе го спомнам тоа дека пак ја гледаме Божјата манифестација на неговата милост во темницата која Адам и Ева ја донесоа. Во стиховите од 17 до 19, нема да ги читам тука, гледаме пак Божјиот суд према Адам. Му кажува дека со пот и со мака ќе го заработува својот леп, дека работата ќе му биде тешка. И пак ја гледаме тука Божјата манифестација на неговата милост со тоа што Бог дозволи да они имаат што да јадат и да се имаат. Во стихот 20 Бог му дозволи на Адам да ја даде име на својата жена, која се викала Ева. Фактички Адам ми го дал тоа име, Ема, што значи бидејќи таа ќе биде мајка на сите земи. Пак ја гледаме Божјата манифестација во темницата која Адам и Ева ја донале, и тоа е манифестација на неговата милост. И се конечно стихот кој што го читав на самиот почеток, ќе го коментираме сега. Двака вели: а Господ Бог им направи на Адам и на неговата жена облеки од коза и ги облече во нив. Во овој стих Бог ни дава слика за она што Месијата или Спасителот или Христос ќе направи. Господ Бог направи облеки од коза за Адам и Ева. Сега, за да се добие
облека од коза, мора да се убие некој срамотно. Фактички ние тука гледаме го на еден начин го гледаме првото убиство кое што Бог го прави. Сега дали Бог убил едно животно или две, тука немаме појма, али Бог умел животно и од животното им направил облека од коза да ги облече Адам и Ева. Бог бил првиот иницијатор. Тоа е првата физичка смрт во Библијата. Две невинни животни или едно невино животно биле убијани наместо двајцата виновници Адам и Ема, кои биле грешници, заслужувале смрт, заслужувале суд, заслужувале пекол. Но тоа е првата слика за заманска жртва која што Бог ќе направи. Како што Јован во неговото Евангелие вели, ебе го јагнето Божо кое ги зема гревовите на светот. Бог ги облече Адам и Ева. Како во жртва која што Бог прв ќе направи. Тоа е слика на импутација. Бог ги острани нивните несоодветни, неисправни облеки од смокви и ги облече со нешто што Бог го обезбеди. Исто како што Христос, совршеното јагне Божо, беше убиено од Бога на местото каде што ние требавме да бидеме. Ние, виновните грешници, Бог ги острани нашите валкани облеки и не облече со Христовата праведност. Апостол Павле во 2 Коринтијаните, 5-то поглавје, 21 стих, вака вели: зашто оној кој не знаеше за грев, Бог за нас го направи грев, да преку него да станеме праведност Божја. Христијани, вие сте облечени со Христовата праведност, така да нема осуда за оние што се во Христос Исус. Тоа ни го вели апостол Павле во Римјаните 8 поглавје, 1 стих. Христос е совршената замена, Христос е совршениот праведен ветен Месија, Спасител, која поништи клетвата, проклетството, ја победи смртта и ја здроби главата на сатаната. Во темницата на Постанок, 3-то поглавје, Битие или Создание, во 21 стих гледаме уште еднашка, гледаме Божјата манифестација на неговата милост. И со тоа се што можеме да кажеме дека сета слава му припаѓа на нашиот најсвет Бог. Амин.